Без зборови сум. Навистина сум без зборови. Навистина, овој амандман премостува големи проблеми. Мислам дека не само што овозможува полесна контрола на примената на протоколите, полеснен увид, надзор над самата влада, а рековме и можеби ќе им помогне и на оние кои најмногу беа погодени од COVID-19, еве, да можат да ја премостат сами со работа кризата, а не да чекаат помош само од владата. Не очекував, еве, да, знам дека вие сте добиле очигледно, како да кажам, директива што ја пренесувате и не можеме да помогнеме, меѓутоа јас очекував барем разбирање од членовите на комисијата, па и од председателката, која што во претходните дискусии рече дека па и има некоја логика и некое разбирање во овој амандман. Јас мислам дека има многу логика со оглед на ограничените места и капацитети на студентските домови, но се разбира со мнозинство се одлучува овде, и ако продолжат ваквите работи, не ми е јасно понекогаш и дали навистина човек да се труди да аргументира, очекувајќи разбирање, оти тој збор популизам што беше многу пати употребуван, мислам дека е многу проблематичен, дека се искажува од конформистички побуди и дека грижата за сите категории или грижата подеднакво да имаат можност и оние кои што се во рамките на законот што вие го образложивте, односно членот, исто така да добијат позитивен одговор и да бидат разбрани. Не знам дали вреди кога човек како однапред да знае дека тој еден фамозен глас повеќе секогаш е одлучувачки, но тоа е реалноста политичка. Мислам дека лошо е ако продолжиме со филозофија на добитници и губитници политички. Ете, тоа е популистички манира. Ако има компромис, не заради нас, туку заради оние на кои се однесуваат овие предложени мерки, ќе дојдеме до соломонско решение. Толку благодарам.